Јас прво почнав да свирам клавир, но тоа беше желбата на мајка ми. Таа предава, е професор по клавир во музичкото училиште. Инаку присуствував на еден концерт каде што го слушнав солото од Шехерезади, тогаш се влюбив буквално во виолината, си реков ова ќе биде мојот инструмент и така уствари јас почнав да се занимавам. На колку години? На 7 годишна возраст, во класата на Ана Кондратенко. Инаку вака мојот поважен јавен настап беше надпреварот Охридски бисери, каде што го освоив првото место. И како победник нели на надпреварот имав покана да настапувам во Братислава на 2 концерти. Еден од концертите беше во замокот каде што Бетовен ја творел Месечевата соната, тоа е така интересно да се спомене. Потоа Малезија, имав неколку концерти. Еден од концертите беше пред самиот султан на Малезија, потоа Сан Ремо, каде што нели ја освоив наградата, лауреатот. Јас би се задржала на овој последниот надпревар. Да. Во конкуренција на 200 надпреварувачи виолинисти, а главната награда беше да се настапува во Карнеги хол. Така, да. Како земам во предвид дека досега барем од македонските музичари настапувале само Симон Трпчевски, Тавитјан. Така, да. Мислам дека ова е вистина голема чест со оглед на твоите 16 години, нели? Да, пред се едно големо искуство за мене, нормално и за понатамошната моја музичка кариера. Инаку, да, на 20 февруари, значи 2017, бев официјално прогласена за победник во мојата категорија, нели, за виолина, на интернационалниот надпревар Рондо, Young Artist, базиран во Њујорк. Инаку, надпреварот е, значи, формиран уште од 2011 година, од група на професионални, нели, музичари кои се активни во музичкиот свет во Њујорк. Имаше, како што споменавте, 200 кандидати во мојата категорија. Жирито беше составено од навистина еминентни професори кои имаат своји класи во Манес College of Music, Manhattan School of Music и врната Juilliard School of Music. И ете сум среќна, нели, што уште еднаш успев да донесам победа на Македонија и што успев да оправдам довербата пред се на сите оние кои веруваа во мене и во мојот успех.